Добра вечер, почитувани гледачи. Нова лупа, нова тема. За успешно функционирање на локалната самоуправа многу значени се јавните предпријатија кои што всушност се под нејзина капа. Веќе започнавме со еден серијал на представување на јавните предпријатија и првите луѓе на овие институции, но еве продолжуваме понатаму. 2 веќе имавме емисии реализирано. Денес гостинка ми е директорката на јавното предпријатие Градски пазар. Добре дојде во Лупа и во ТВМ телевизија и посакувам на госпоѓа Кристина Крлеска Деспотовска. Добре ве најдов. Би сакала да ви се заблагодарам за поканата и ми представува особено чест и задоволство што сум дел од оваа емисија. Вие сте, од неодамна на оваа функција, 3 месеци сте директор на јавното предпријатие Градски пазар. Па еве на самиот почеток на емисијата. Каква состојба затекнавте во јавното предпријатие и мислам дека не ви се многу непознати работите, затоа што сте дел од него веќе извесно време, работевте пред тоа таму. Така. Со оглед на моето долгогодишно работно искуство во јавното предпријатие Комуналец, имав одредена перцепција за начинот на работа на јавното предпријатие, како и проблематиката со која би се соочила со самото идење во новото јавно предпријатие во кое што сум сега. Како нов директор на јавното предпријатие Градски пазар, првично ја скенирав состојбата на целокупното работење на предпријатието во поглед на финансиското работење, на вработените и кадарот со кој располага предпријатието. Исто така, ја увидов условите во кои работат вработените, условите во пазарот. И она што на почеток го увидов е дека на жалост предпријатието од финансиски аспект моментално има тешка ситуација, се наоѓа во тешка ситуација како резултат на одредени објективни и позитивни причини. Како објективни причини би го навела и зимскиот период, каде што и нормално е за овој период предпријатието да остварува намалени приходи и зголемени трошоци. Исто така, дополнително, што го оптоварува ова предпријатие и што е тежнува работата, е изградбата на новиот пазар и дислокација на пазарот во паркинг просторот, каде што и од паркинг просторот, приходите моментално не се остваруваат, а паркинг просторот нормално е помал, се поставени помалку тезги и капацитетот на работа и обемот на работа е намален и приходите нормално се намалени. Исто така од финансиски аспект, имат и повеќе проблеми кои се предизвикани за во моментот предпријатието да има потешкоти во работењето. Како што самите кажавте, кога дојдовте на функцијата директор на ова јавно предпријатие, веќе започнуваше зимскиот период и затекнавте на ситуација каде што се работи во едни не така природни и пријатни услови. Овој пазар кој што сега функционира е импровизиран, на мал простор каде што порано беше паркингот и на вистина условите во кои што тука работеа оние кои што продаваат зеленчук и овоше воопшто не наликува на добри услови и привлечни и за продавачите и за купувачите. Владееше некакво безредие, на еден многу мал простор, многу тезги, некако хигиената не беше баш на високо ниво, ниту пак уреденоста на просторот. Ама од кога дојдовте вие, забележуваме позитивни промени. А можам да кажам дека бидејќи тука сме ние во непосредна близина нашата телевизија, секојдневно ве гледаме на терен со вашиот тим. Што се прави и што се направи таму за да добие сепак некаков подобар лик тој простор, се додека не се преселиме во новиот пазар. Така. Без разлика, што е привремен простор и простор од времен карактер, сметав дека на закупците на тезги, како и на пазарџиите, треба да му се обезбедат барем основни и минимални услови за работа. Затоа, превзедов иницијатива да му ги подобриме условите на работа и заедно со целокупниот тим на Градскиот пазар, кој максимално се вложи, презедовме одредени активности, во поглед направивме нов распоред на тезгите на пазарот, по стандарди кои се согласно закон. Исто така на површината на целиот пазар, го покривме и поставивме тенди. На повеќе страни на пазарот отворивме врати, за да има и подобар пристап и влез во пазарот. Се зголеми нивото на хигиена. Ево сега овие денови поставивме и осветлување во пазарот
и нормално работиме секојдневно за решавање на тековните проблеми со кои се соочуваат луѓето и нормално да им ги подобриме условите за работа. Така. И сега веќе е попривлечно место, реков и за продавачите и за купувачите, затоа што на вистина купувачите многу пати го заобиколуваа градскиот пазар, токму поради тоа што немаше некакви услови, не беше привлечно местото, па не можеа двајца граѓани да се разминат од толку што беше тесно. Мислам дека затекнавте голем број на тезги кои што беа неупотребливи, ставени само тука како бројка, значи без да има некој закупец. Тие ги отстранивте, каде се наоѓаат сега, каде ги дислоциравте? Моментално, значи, ги имаме дислоцирано тие тезги кои сметавме дека во овој период се вишак и ги имаме во градските гробишта обезбедени излегува во сусрет пошто немаме друг простор за чување на тие тезги и не знаеме, значи понатака може да имаме потреба од дополнителни тезги, така да моментално, значи, таму се тие тезги, а во тој простор, значи, каде што се отстрани, се проширија и се направи подобар распоред и пристап во пазарот. Друг проблем со овој простор е бидејќи тука функционираат повеќе продавници, фирми во непосредна близина на сегашниот пазар и тој пристап кој што е до пазарот всушност е сообраќајница, го користиме како сообраќајница, посебно во понеделник кога ни е пазарен ден, имаме проблем. Значи, неправилно паркирани возила, неправилно лоцирани продавачи на зеленчук и овошје. Гледам дека и тука се трудите да направите нешто, дали соработувате со сообраќајната полиција, ќе се направи ли некаков ред, затоа што ни доаѓа и летниот период кога се повеќе ќе имаме поголема фреквенција и посетеност на зелениот пазар, па навистина тие гужви создаваат нервоза. Така, јас сметам, значи, во овој дел полицијата добро си ја има сватено работата, немаме некоја конкретна соработка со нив, меѓутоа и тие се трудат да воспостават ред. Во моментов и нас ни е проблем со паркинг просторот, со оглед дека и немат доволно паркинг простор за нормално за нашите купувачи кои ги користат услугите на градскиот пазар, така да овој проблем моментално ќе се решава постепено и се додека нормално не се изгради новиот објект каде што ќе се релаксират делот на сообраќајот. А што е со оние продавачи, обично оние повозрасни лица кои што доаѓаат од селските средини, кои продаваат своји производи, значи не се прекупци, туку имаат своји производи кои што навистина се квалитетни, граѓаните сакаат да ги купуваат и да ги конзумираат, но ги продаваат најчесто на тротоарот околу пазарот. Значи повторно една неубава слика и како изглед на овој дел на градот, но и од функционална гледна точка. Што со нив? Како тука ќе се направи ред или дали веќе се воспоставува такво нешто? Веќе се воспостави ред, повеќе ги немат во околината на пазарот, значи им обезбедивме места каде што си ги поставуваат и си ги продаваат нивните производи. Така да мислам се погриживме од старт за решавање на нивниот проблем, со оглед дека надвор од пазарот ние не сме надлежни, не смееме да им дозволиме, а уште повеќе не смееме ниту да им наплатиме на тие луѓе. Затоа тие се веќе се згрижени во пазарот, им се обезбедени соодветни места и си ги продаваат и добро си работат. Закупнината на тезги во која висина е? Дали им одговара на закупците? Може би се бунат, калкулираат тука или како? Закупнината, значи, ценовникот е донесен, согласно, значи, донесен на Совет на општина Охрид уште во 2010 година, така да цените не се променати, нема ни да ги промениме. Навиката за плаќање и навиката на тие цени веќе си е за сите нормална, така да нема месечно никакво... е, годишна е, нудите нешто, можност на рат и да се плаќа, како е не, тоа значи, регулирано? имаме на 3 месечни договори, имаме 6 месечни и годишни договори, како и дневна такса што се плаќат, значи, на ден. Дали зависи цената од локацијата каде се наоѓа тезгата или сите имаат иста цена? Не, сите имаат иста цена. Цената се разликуваат, значи, во зависност од продажбата на нивните производи. Значи, цената на земјоделски производи, цена на пилјара, цена на бижутерија имаме и така.
Сега основни услови кои што треба да ги има еден зелен пазар се нормално да се има тоалет, да се има вода. Дали ги исполнува овој импровизиран пазар тие услови или се користат овие како што се наречени градски тоалети кои што се во непосредна близина на пазарот? Се користат значи градските тоалети што се во непосредна близина на пазарот. Тие тоалети се во наша собственост и ние ги не се во наша, значи ние ги изнајмуваме, меѓутоа се во близина и може да се ги користат за потребите на пазарот. Сметам дека во моментов значи ги исполнуваме во целост сите услови законски што се припишани со Законот за зелени пазари, без разлика што е импровизиран и привремен пазар. Колку често имате контрола од инспекцијските служби, затоа што, како вела здравот, лозјето го чува, и кога знаеме дека некој будно ја следи ситуацијата и ние ќе бидеме некако така по на висина на задачата. Така. Првично, значи, без разлика дали би имале инспекцијски контроли или би немале, аз како директор би сакала во целост, значи, да се почитуваат комплетно законската регулатива како во работењето, така и во исполнување значи, на законите за зелени пазари. Се почитува ли? Се почитува, да. Досега значи се почитува, откако сум јас директор и ќе почитуваме будина и ќе се стремиме значи максимално и во целост да се почитува. Кои се некои постулати на тој закон кои што се многу важни, значи кои што не сме во никој случај да се прекршуваат? Така, значи ова што е делот значи на продажба на млечни производи, значи мора да бидат во затворен дел, каде што како што е кај нас во пазарот, не сме да бидат на отворено. Имат значи оддалеченоста од тезга до тезга, хигиената на пазарот, основни услови како што ги кажавте, значи вода и тоалет, тие се генерално основни услови што треба да се исполнуваат на зелениот пазар. А што е со оние продавачи кои што нудат храна на отворено? Имаме и такви случаи. Значи колку е тоа дозволено, колку е тоа сигурно и безбедно за оние кои што купуваат и конзумираат? Така, ние генерално, значи, и нашите служби се трудат максимално да им укажат на продавачите кои производи значи се дозволени, кои производи не се дозволени да се продаваат на пазарот. Така да не можеме комплетно во целост, меѓутоа се стремиме да ги задоволиме и тие аспекти на работење. Колку е безбеден овој пазар, затоа што најголем дел од продавачите оставаат работа тука навечер? Значи, колку е обезбедена? Имате ли чуварски служби? Иако е во самиот центар на градот, ама сепак. Така. Пазарот значи, имат работно време, после работно време е заклучен. Меѓутоа имаме договор со Агенција за обезбедување, која е задолжена и одговорна за безбедноста на пазарот. Сте имали ли некои несакани случаи досега? Не. Досега некој така, да речем, конкретен случај не. И сега ова место беше дискутабилно кога се одбра за тука привремено да се лоцира. Имавме и други локации. Едната беше кај Кам маркетот, значи во непосредна близина на некогашната фабрика Отекс. И можеби тој простор ќе беше и подобар и посоодветен, но кога правевме ние некакви анкети со продавачите и со купувачите, сите го посакува ова место некако во центарот на градот, можеби од стара навика, можеби затоа што тука е блиску, па можат и други работи да завршат и да испазарат и се одлучи да се лоцира овде кај што се лоцира. Но некако сето тоа многу брзо се случи. Значи, како преку ноќ да се дислоцира пазарот од едната на другата локација и како да не се создаде оние основни првични услови кои што треба. Барем такво чувство имавме ние граѓаните. Дали тоа беше навистина така или се направи една дезинфекција на просторот, што е неопходна бидејќи претходно беше паркинг. Сега тука се продаваат производи кои што ги конзумираме, значи храна. Така, во тоа време кога е започната изградбата на новиот пазар, јас не сум бидена дел од пазарот и не сум била директор, така да не можам да кажам. Што кажува документите? Да, документите покажуваат дека се правеле редовни. Ние имаме и законски, значи, регулативи каде што еднаш годишно мора да направиме дезинфекција и прочистување, значи, и мијање на пазарот. Обично се прави пролетниот период. Ние здравие Боже, значи, на пролет ќе го извршиме комплетно дезинфекција и прочистување, значи, и мијање на целокупната површина на пазарот.
Меѓутоа, ево јас можам да кажам од кога сум јас директор, значи одредени услови максимално ги обезбедивме. Да ги подобриме условите од тој аспект. Така. Сега, рековме ова е привремено решение и сите со нетрпение веќе очекуваме долго најавуван современ, зелен, затворен градски пазар. Некои велат добро е да биде затворен, некои велат не, поделени се мислењата, но сепак ние да го добиеме, па потоа секој ќе си гради свое мислење од кога ќе видиме нешто конкретно. Ние гледаме секој ден, нешто се случува, значи на локацијата каде што треба да биде градскиот пазар, се гради со едно така позабрзано темпо. Некој првичен рок беше дека до месец јуни треба да се направи. Но како се одвиваат работите од прва рака, бидејќи вие сте постојано во контакт со фирмата која што го гради, нели се гради со јавно-приватно партнерство, а и тука можеме малку да разговараме што добиваме, што губиме со тоа јавно-приватно партнерство. Па кога да го очекуваме современиот затворен градски пазар? Согласно договорот, треба да завршите изградбата и комплетно да се пушти во функција објектот во јуни месец и искрено се надеваме дека со вакво забрзано темпо ќе се запази тој рок, но не излегува и можноста да се пролонгираат рокот за некој месец плюс со оглед дека може да испаднете некои непредвидени ситуации кои што може да го пролонгираат рокот. Многу пати е зборувано на оваа тема, но не е на одмет уште еднаш да повториме како треба да изгледа пазарот. Малку вака пластично да им објасниме на граѓаните што ќе добиеме. Така, вака. Значи, ова јавно-приватно партнерство, каде што јавниот партнер е општината, а приватниот партнер е АД Илинден. Со овој објект имаме подземје, приземје и 2 спрата. Така да јавното приватно партнерство се стекнуваат јавните и приватните партнери со одредени права и обврски. Ево, ќе започнам со приватниот партнер, односно Аден Илинден, се стекнува со право на подземен јавен паркинг простор од 2433 метри квадратни, приземје од 683 метри квадратни. Значи, на први спрат ќе добие исто така 2433 метри квадратни и вториот спрат ќе добие 2233 метри квадратни. Јавниот партнер се стекнува со право, значи, на 10 паркинг места во подземниот дел. Исто така, значи, со право на собственост на приземјето, односно просторот каде што ќе се одвива затворениот пазар, односно основната наша дејност, на површина од 1230 метри квадратни и деловен простор на вториот спрат од 200 метри квадратни. Обврските на приватниот партнер, значи, се финансирање и изградба на затворениот пазар, реконструкција на фасадата на постојаниот објект моментално каде што работиме, реконструирање на халата за текстил, реконструирање на кровниот дел од постојаниот објект, како и се обврзува, значи, целосно да го опреми пазарот, вклучувајќи да обезбеди и 190 тезги кои ќе се согласно ХАСАП стандардот. Така. Ќе има ли заинтересираност, колку сега имаме закупци моментално на овој пазар? Значи, во овој момент имаме на зелениот пазар имаме 180 закупци, што ево да кажам дека за зимскиот период е и релативно добро. Ќе имаме закупци, но се надевам дека ќе имаме и уште повеќе. Прашуваат ли уште сега кога, како, се интересираат ли? Се интересираат, да. Така. И навистина ќе добиеме еден современ пазар, па мислам дека многу полесно ќе ви биде да работите во такви услови вие како јавно предпријатие. Значи, околу обезбедувањето, одржувањето на просторот и така натаму. Уште колку ни останува да се догради? До каде сме сега стигнати? Па ево сега, значи, се гради вториот дел од, значи, вториот спрат и така да после ќе се продолжи на ќе се дофинишира овој проект. Точно. Така. Добро, имаме уште неколку месеци, можеби ќе стигнеме да го запазиме рокот. На задоволство на сите, затоа што летниот период е па многу специфичен за зелените отворени пазари. Калира стоката, знаеме дека големи горештини, имаме високи температури, подобро е да се наоѓаат негде на сигурно и на затворено и да имаат покрив над главата.
Во очекување сме на овој проект сите, но не е ова само ваша дејност на јавното предпријатие. Со што се друго се занимавате и во неколку наврати споменавте вашиот тим, значи колку вработени имате, дали ги задоволуваат оние капацитети кои што се потребни, имате потреба ли за нови вработувања или можеби имате пак превработеност? Така, во овој момент јавното предпријатие Градски пазар има 36 вработени, што сметам дека е доволен број. Значи, не е предпријатието превработено, ниту фалат вработени. Нормално за предпријатието да биде поуспешно, значи попродуктивно и по-профитабилно, основна задача на директорот е добро менаџирање со човечките ресурси, односно мотивација на вработените, усовршување, квалификација, нормално за остварување на организацијските цели. Предност на ова јавно предпријатие што располагаме со релативно млад кадар кој има голема желба и ентузијазам за работа и со добро насочување, значи и со добро насочување и усовршување, дообучување, да кажем, едукација или преквалификација, сметам дека секој вработен, значи ќе си го најде своето работно место и максимално добро ќе се изврши својата работа и ќе постигнеме поголем успех. Се надеваме ние, значи реков, ако имаме квалитетни и финансиски стабилни јавни предпријатија, тогаш ќе имаме една добро развиена општина, затоа што сето тоа е едно со друго поврзано. Тука негде истекува нашиот прв дел од разговорот, малку ќе ве одморам со реклами, па потоа уште за некои ваши активности. Викенд акција во Миса Маркети. Сет дивела шпагети 2 по 500 грама со гратис сос 400 грама за само 85 денари. Сет дивела макарони 2 по 500 грама со гратис сос 340 грама за само 85 денари. Вики переци 50 грама 7 денари. Стиза чипс 160 грама 37 денари. Круши 1 килограм 69 денари. Коколино омекнувач 950 мл 75 денари. Хармони Делукс тоалетна хартија 3 слој на 10 парчиња за само 119 денари. Пазарете со мерак. Ваши Миса Маркети. Туристичка агенција Елида Тур. Ваш партнер во креирањето на највозбудливите, најубавите и незаборавни патувања и одмори. Вие само посакајте. Ние сме во чекор со вашите очекувања. Избери боја, избери чувства и избери дестинација со Елида Тур. Во Fish and Lounge бар Лихнидос, февруари не е така досаден. Секој вторник, четврток и недела, 20% попуст на артиклите на денот. Информации и резервации на телефон 078 966 599. Котел за парно Аурига од 25 киловати од Екошпар загрева до 160 метри квадратни. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Во пријатниот амбиент на ресторанот на Хотел Гарден, уживајте во специјалитети од интернационалната кујна. Започнете го денот со највкусната чорба во градот и испите го утринското кафе на новата ресторанска тераса. Рај на вкусови во прекрасен амбиент. Ресторан на Хотел Гарден. Кам, постојано ниски цени.
Цело пиле 900 грама 79 денари. Сирење са лакис 900 грама 169 денари. Пешкири 30 на 50 сантиметри 40 денари. Телесна вага 499 денари. Кам, купувај мудро. Погребално предпријатие Две солзи. Ние сме тука, во тешките моменти во животот, да обезбедиме професионална поддршка. Погребално предпријатие Две солзи. Ние продолжуваме со разговорот, инаку гостинка ми е директорката на јавното предпријатие Градски пазар. За се она што се случува во јавното предпријатие, за се што е актуелно околу изградбата на новиот затворен зелен пазар и за се она пак што се случува на сега моменталниот импровизиран зелен пазар, затоа што и тука всушност мора основни услови да се обезбедат. Колку е испочитуван и законот, не ве прашав за зелените пазари, затоа што си предвидува тој добро си е прецизиран, колку е значи колку се почитува и колку се придржуваат еве и закупците, а и вие како јавно предпријатие, затоа што мора тука да се почитува затоа што ќе имате санкции. Така. Законот се почитува, меѓутоа сега имаме и нов закон за зелени пазари. Морам да го потенцирам и малку да му го образложам, како на трговците на зелени пазари, така ето и на граѓаните. Од Сдруженијето на пазарџии регистрирана е комора на трговци, која ќе биде надлежна за издавање на лиценци, значи лиценци на пазарџиите. Тоа е согласно Законот за зелени пазари, кој што е изгласен на 11 јануари 2018 година. За да добијат лиценца, пазарџиите, односно трговците на зелените пазари, потребно е, значи, како главен услов да се невработени и да склучат договор со организиран пазар како што сме ние, како доказ, и да го приложат во комора. Така да ќе обезбедат лиценца која ќе има важност од 1 година. Со обезбедување на таа лиценца, значи од важност од 1 година, ќе имаат право да работат на зелените пазари. Исто така откако ќе им помине важноста на лиценцата, доколку не ја обноват истата, ќе им се изгубе правото на користење на тезгите, односно нема да можат да си ја закупат тезгата. Ова веќе е во сила стапено или допрва? Значи, овој закон е донесен сега и има период на усогласување и адаптација, значи нормално со законската регулатива во период од 9 месеци. Така, значи ова во перспектива ќе треба веќе да се спроведува. Така. Па можеби кога ќе се преселиме во новиот пазар, тогаш ќе се потребни тие лиценци, сето така ќе се регулира. Точно, јас се и надевам новиот дека простор, да. Така. Ќе биде тоаш и поевидентно затоа што ќе се знае кој сака да работи во оваа дејност, кој не, па ќе си понесат барање за добивање на ваквите лиценци. Покрај реков што се занимавате со уредување и со одржување на градскиот пазар, вие имате и некои други дејности. Значи, знам дека иако малку нелогично, но јавното предпријатие Градски пазар беше вклучено и во многу проекти низ градот, кога се санираат тротоари, кога имавме некакви градежни работи. Не наоѓавме некаква поврзаност меѓу една и друга дејност, но сепак еве вие имате една работна група која што се занимава и со тоа. Работите сега ли нешто такво на терен или им помагате на другите јавни предпријатија или чекате пролет па тогаш нешто да се прави?
Ние, покрај основната дејност која обавуваме како градски пазар, имаме и впишана во централен регистар и градежна активност, извршуваме градежни активности од мал вид. Тоа се сега во моментов, тие градежни активности и градежната екипа работи за потребите на пазаров. Меѓутоа и доколку имаат потреба и доколку не ангажираат општината и другите јавни предпријатија, нормално и извршуваме и други активности. Која ви е соработката со другите јавни предпријатија и еве со локалната, затоа што сте тесно поврзани? Многу пати треба да побарате помош, совет, можеби работна сила ако негде недостасува. Како соработувате? Морам да кажам дека имаме одлична соработка со сите директори, како и со локалната самоуправа и со градоначалникот. Минимум еднаш неделно имаме колегиум на кој што си ги изнесуваме сите проблеми и заеднички изнаоѓаме решенија за сите проблеми со кои се соочуваме. Меѓутоа и соработката, помошта, и комплетно све соработка имаме одлична со сите јавни предпријатија, со сите директори. Така. Па и некои јавни предпријатија произлегува од едно од друго, кога имавме поделба на трите првични кои што беа, од кои што произлегува и другите уште три. Всушност, некако и оние вработени кои што беа претходно во едно јавно предпријатие, сега се во друго, па сето тоа некако е навистина тесно поврзано. Уште една новина на јавното предпријатие Градски пазар е што најавивте уште изградба на уште еден мал мини зелен пазар во непосредна близина на општата болница. Некако работите сами природно си се случуваат. Граѓаните сами наметна таква потреба за отварање на еден ваков пазар, затоа што години наназад и покрај вашите сугестии, и покрај инспекцијските служби, и покрај нашето пишување по медиумите дека бесправно се продава зеленчук и овошје во непосредна близина на болницата, на самиот тротоар, тој и понатаму се правеше. Можеби ден-два ќе ги немаше тие продавачи, но потоа повторно се јавува затоа што очигледно имаше потреба, интерес кај граѓаните од такво нешто. Сега сето тоа сакате да го регулирате, да го ставите во една законска рамка, во еден добро уреден простор, па ете и граѓаните кои што гравитираат во тој дел на градот да може да си пазаруваат таму. Што ќе се случува еве конкретно? Дали веќе добивте локацијата? Од прилика се знае, но не беше уште вцртана, требаше да се почека да се завршат тие формалности во локалната. Така, имаме ли нешто ново тука? Со оглед дека ние сме општинско јавно предпријатие и работиме во интерес на граѓаните, првенствено ги согледуваме потребите, желбите, навиките на луѓето кои што живеат во овој град. Утврдивме, и анализиравме дека на одредени локации во градов, показателни се овие бесправни и нелегални мини пазари, се показател дека на одредени територии имаат потреба од такви мини пазари, па затоа ние како јавно предпријатие ќе излезиме во сусрет да го решиме тој проблем и во сусрет на граѓаните кои што имаат потреба да пазаруваат на одредени такви локации и во сусрет ќе им излезиме и на тезгаджиите кои што ќе можат на легален начин да си ги продаваат своите производи. Се моментално имаме поднесено барање за да добијаме дозвола за да изградиме еден мини пазар. Тоа ќе биде на влезот на градската болница, каде што ќе биде тој пазар во површина од прилика са 100 квадрати. Планираме да го поплочиме, да го покријаме и да го заградиме и да створиме некои минимални услови каде што ќе можат да им овозможиме да си ги продаваат своите производи на организиран мал зелен пазар. Зошто токму оваа локација одбравте? Тука сака продавачите, граѓаните или ваша е таа идеја? Ви напоменав, согласно потребите од граѓаните и желбите. Тука имаше на тој дел од територијата на град Охрид импровизиран нелегален пазар, па затоа утврдивме можда таа локација каде што сега ја користат не беше баш најповолна, ја добивме и утврдивме дека нова локација ќе има приближно тука е блиску
И во иднина така, значи ќе утврдуваме локации каде што ќе има потреба и ќе излегнеме во сусрет и ќе ги удоволиме граѓаните со такви мини зелени пазарчина. Во близина на ова локација сега што ја споменувате, требаше да функционира и еден кванташки пазар. Нешто почна, имаше некакви обиди, но тоа остана само на опит. Дали можеби во некоја перспектива ќе се прави и тоа? Ќе се возобновува ова идеја, ќе се направи пофункционална или? Така се, значи првично да почнеме со изградба на овој мини зелен пазар, како што ќе се покажуваат потребите, така и ние ќе се движиме. Значи доколку сметаме дека имаат потреба од таков кванташки, доколку се разработи тој простор, нормално дека ќе го оформиме, ќе го разработиме тој дел. А што е со цветниот пазар? Гледаме на зелениот пазар тука, покрај овош и зеленчук, имаме продажба и на цвеќе. Дали ќе имаме посебен издвоен дел за цветен пазар, бидејќи беше споменувано и тоа, или пак останува повторно во рамките на овој пазар? Во моментов, значи, и во план програмата ни е во склоп на овој пазар да се работи цветниот пазар. Друга локација немаме и да речем дека во овој период нема ни да размислуваме за таква локација, бидејќи имало некои обиди и биле неуспешни, со дека не утврдам и не бидам сигурна за потребите и за локациите, значи нема да се впуштам во нешто што нема да го остварам. А што се случува со автопазарот? Автопазарот и тоа е, да кажеме, неуспешен обид на нечија идеја. Значи, остана само како идеја, не профункционира тој автопазар. Не профункционира, да, има обид, али не, немаше интерес кај граѓаните, така. да. Па добро, кога нема оправданост, идеите не можат и да се реализираат до крај. Госпоѓа Деспотовска, отприлика опфативме се она што е ваш делокруг на работење. Ме интересира кои се вашите идни планови, идни проекти. Значи, веќе имате некаква проекција за 2018-та, како оваа година ќе биде испланирана, што ќе се реализира и секој нов директор си внесува некакви новини во своето време на раководење, дали натрек во менаџерскиот тим и во работењето или она што е како проект или нешто што треба да остане зад него. Што е тоа што ќе биде приоритет за вас во оваа година? Значи, приоритет ќе ми биде во оваа година, 2018 година, првично финансиски добро да го зацврстиме предпријатието. А како тоа ќе се направи? Еве, имате ли некаков план, некаква програма? Од каде средства? Така, најнапред би ги намалила непродуктивните трошоци на минимум, би ги зголемила приходите. Тоа, мислам, ми беше и во план програмата во 2018 година. Кога предпријатието ќе го мислам, комплетно ќе застане на добри и стабилни нозе, ќе размислуваме на проекти на проширување и на идни планови кои што ќе бидат во поголем развој на предпријатието. Што е со платите и придонесите? Дали редовно течат? Тоа е многу значајно за вработените. Да, во моментов редовно течат. Добро, тоа е пак некаков добар показател дека финансиската состојба и не е толку лоша, затоа што имавме јавни предпријатија кои што со месеци, значи вработените не зема плата, па навистина е проблем да се излезе на крај во ова време, време не време. Ви благодарам за учеството во Лупа. Благодарам што се одзовте на поканата, затоа што немавме одавна, значи, представник од јавното предпријатие Градски пазар, вака за да поразговараме и за граѓаните поблиску да се запознаат што се случува таму. Вие сте директори, значи тоа е јавна функција, транспарентна и треба од време на време отчет пред граѓаните, а ние сме тука пак тоа да го пренесеме. Ви посакувам да ги реализирате плановите и да направите едно јавно предпријатие кое што ќе биде навистина финансиски стабилно и кое што ќе има добра перспектива. Ви благодарам за поканата и се надевам дека и во иднина ќе имаме добра соработка и ќе бидеме стално отворени, транспарентни, отчетни, нормално со медиумите понатака. Така. Видна е вашата работа, се што ќе направите, еве се гледа, значи тука е и нема криење. Благодарам уште еднаш.